Утрински стихови од Библијата. 29 јули. А јас ќе го повикам Бога. А јас пак Бога ќе го повикам и Господ ќе ме слушне. Навечер и наутро и напладне ќе молам и ќе викам и тој ќе го чуе гласот мој. Псалам 55, 16 и 17. Додека го правиме Христос, наш секојдневен придружник, ние ќе чувствуваме дека силите на невидливиот свет се насекаде околу нас. И преку гледање во Исус, ние ќе се преобразуваме во неговиот лик. Со гледање ние се менуваме. Карактерот е омекнат, пречистен и облагороден за небесното царство. Сигурниот резултат од нашиот однос и дружење со нашиот Господ ќе бидат раст на побожноста, чистотата и ревноста. Ќе има растечка интелигенција во молитвата. Ние добиваме божествено образование, а тоа е илустрирано во животот исполнет со трудолюбивост и ревност. Душата што се обраќа кон Бога за помош, поддршка и сила, преку секојдневна искрена молитва, ќе има благородни стремежи, јасни перцепции за вистината и должноста, возвишени цели на дејствување и континуирана глад и жед за праведност. Преку одржувањето на врската со Бога, ние ќе бидеме оспособени во контактите со другите, меѓу нив да ги распространуваме светлината, мирот и спокојството што владеат во нашето срце. Силата стекната во молитва кон Бога, здружена со истрени напори во тренирање на умот, на промисленост и грижливост, го подготвува човекот за секојдневните должности и го одржува духот во мир во сите околности. Ние живееме во најсвеченото и најважно време од земската историја. Се наоѓаме среде опасностите на последните денови. Важни и страшни настани се пред нас. Ние треба да побегнеме кон Божјата реч и кон молитва. Секој одделно, со жар да го бара Господа, за да го најдеме. Ова треба да го направиме наш најважен приоритет.